Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Да не се лажеме со Хаджијанев. Една од темите која што е во наш фокус и интерес, а верувам и во ваш интерес, е секако евроатлантските интеграции и каде е Македонија на тој пат. Во ова издание не можевме да имаме подобар соговорник од нас, од човекот кој што беше можеби и број 1 кај нас во тој дел, човекот кој што има големо дипломатско искуство како амбасадор во САД и човекот кој што сега е универзитетски професор и секако актуелен во македонските медиуми пошироко на овие теми. Со нас денеска е професор доктор Васко Наумовски, поранешен амбасадор на Република Македонија во САД и вице-премиер во еден од поранешните естаблишменти и задолжен за евроатлантските интеграции. Васко, добро дојде во Да не се лажеме со Хаджијанев. Добро најдов, благодарам за поканата, навистина ми е задоволство што сум денеска со вас. Васко, ние генерално се бавиме со теми повеќе поврзани со евроатлантските интеграции, меѓутоа некако до сега не сме ги обработили на начин на кој што сакаме сега да ги обработиме хардкор, директно, каде оди Македонија на овој план. Како најкратко вие на почеток би можеле да опишете ситуацијата сега во која се наоѓа Македонија на патот кон зачленувањето во Европската унија? Па добро, ние имаме за жал една не толку блескава историја на нашата европска интеграција, односно Македонија е државата која што најчесто е и беше блокирана од страна на државите членки. Имено доколку ги анализираме изминатите 20 на години од нашиот пат кон полноправното членство, ние можеме да забележиме дека во почетоците некаде во втората половина на 90-тите години ние имавме почеток на блокадата од страна на соседна Грција, која што се должеше на долгогодишниот спор околу името. Подоцна, откако се најде некакво решение за тоа, добивме едно своевидно вето од страна на Франција, која што го оправда тоа со потребата за некаква промена на методологијата за преговарање. И на крајот имаме една ситуација во која што имаме блокада од соседна Бугарија, блокада која што се уште трае и се должи на некои прашања кои што морам да кажам не се директно поврзани со оние така наречени копенхагенски критериуми или критериуми за членство, туку се должи на некакви билатерални прашања поврзани со историјата и толкување на определени историски настани или личности. И доколку направиме една споредба на циклусите на проширување во минатото и со државите од Централна и Источна Европа, например, и циклусот на проширување кој што треба да предстои, а се однесува на државите од Балканот, можеме да детектираме дека за тие држави од Централна и Источна Европа, кои што беа дел од минатите циклуси на проширување, јасно беа толкувани овие критериуми од Копенхаген, додека за нас, за државите од Балканот, посебно за Македонија, имаме едно пофлексибилно толкување, што може да значи дека сите оние правила на играта кои што се воспоставени со критериумите од Копенхаген се толкуваат на начин на кој што се одолжува почетокот на преговорите, а за државите кои што ги започнале, како што се Србија и Црна Гора, например, се одолжува самиот тек на преговорите. И тоа не доведува во ситуација да се запрашаме која е вистинската иднина на процесот на проширување, дали е тоа поврзано и со одредени внатрешни случувања во државите членки на Европската унија и со внатрешни случувања во самите институции на унијата и дали воопшто ние во еден догледен период можеме да се надеваме дека Балканот ќе стане дел од Европската унија. Постои една тенденција во овој дискурс кој што се однесува на дебатите околу тоа, каде сме, каде треба да бидеме и така натаму, настрана од тоа дека постојат критиките кои што се даваат од страна на Унијата за неисполнување на одредени стандарди, кои што се евидентни во однос на напредокот на корупцијата, доброто владење и така натаму, и тоа е неминовно. Меѓутоа постои една друга слика, дека држави кои што биле многу полошо рангирани од нас, во периодот им било прегледано низ прсти во многу полабави геополитички моменти, каде што имала доминација западната либерална демократија
каде што текот на проширувањето бил без некакви си геополитички ризици, како што е сега, например, во Украина. И апропо тоа, например, имате однесување на бајпасирање на одредени пречки или, да кажеме, спротиставување, како она на Орбан за Украина, да се изнајдат механизми и политички булдожеринг, ако може така да се изразам, за да се надминат овие, да кажеме, пречки, бариери, кога се во интерес стратешки и се од безбедносен аспект, да кажем, или од екзистенцијален аспект за Унијата. До толку ли Македонија не е прашање кое што е на тој ранг, за да можат овие, да кажеме, непринципијални побарувања, кои што се надвор од, вие веќе наведовте од некои стандарди за оцена на тоа дали сте или не сте во Европската унија. Ако ќе влеземе, постојат малце подетално во тоа, во текот на разговорот, постојат и една друга група на анализи кои што велат во поглавијата 23-24 се многу субјективни, за да можете до крај да мерите дали имате напредок или немате напредок. Ќе разговараме околу тоа. Но да се вратиме прво на ова. До толку ли Македонија не е фактор или едноставно Европа е премногу слепа за да разбере дека овој дел од регионот го спасува само интеграција? Да, секој проширување, секој циклус на проширување во себе има еден доминантен политички аспект, односно самата одлука за прием на определена држава, како нова членка или пак група на држави членки, се должи и на политичкиот момент, односно одлуката на државите членки да проценат дали, иако можеби критериумите формално не се целосно исполнети, да се донесе одлука за прием на таа држава или држави со цел да се задоволат определени политички или политичко-безбедносни интереси. Ние сме имале такви случаи и во минатото. Имено, доколку гледаме токму овој циклус што претходно го споменавме, со примат на државите од Централна и Источна Европа, во таа група беше примена и државата Кипар, например, иако тие го нема решено и се уште го немат решено внатрешен, долгогодишен внатрешен политичко-безбедносен спор. И со тоа се направи еден преседан во смисла на тоа дека се прими држава која што има внатрешен спор и спор со една соседна држава, односно се увезе еден конфликт внатре во Унијата кој што не бил претходно дел од проблематиката со која што се занимава Европската Унија. Меѓутоа, благодарение на влијанието и положбата на Грција, незините тесни врски односи со Кипар и дадениот безбедносен момент во тој период се донесе таква една политичка одлука. Слично и за овие држави кои што неодамна добија и кандидатски статус и одлука за почеток на преговорите, како што се Украина и Молдова, например, затоа што свесни сме дека една држава која што буквално е во војна со една многу посериозна нејзина соседна држава, на ниту еден начин не може да ги исполни критериумите за членство зацртани во Копенхаген, но сепак политичката одлука на Европската Унија беше доминантна и се донесе таква одлука. Што се однесува до Балканот, ние можеме да ги разгледаме и оние околности кои што владеа, например, во почетокот на 90-тите години. И во литературата постои една фраза дека во почетокот на 90-тите години со кризата во поранешна Југославија, во суштина се создаде една шанса каде што самата Европска Унија може да ги докаже своите капацитети и ресурси за решавање на конфликтите. Односно се вели дека тогаш чукна часот на Европа, односно Европа доби шанса да покаже дека е способна да ги решава проблемите во сопствениот двор. За жал, како што можеме да научиме од историјата, Европската Унија не се покажа како најспособна за решавање на тие безбедносни предизвици на сопствената периферија и беше потребно повторно Соединетите Американски држави да интервенираат со цел да се дојде до некаква разрешница на тие спорови. Значи, самата Европска Унија има можност да докаже дека политиката може да надвладее над оние формални, да ги наречеме
условно бирократски критериуми, кога тоа има поголем интерес, односно кога политичко-безбедносниот интерес ќе надвладее над оној интерес од критериумите од Копенхаген. Сепак за државите од Балканот, за жал, можеме да констатираме дека доколку нема сериозен безбедносен предизвик, Европската унија како да не е заинтересирана да ги решава тие процеси. И ако направиме една паралела со тоа што се случуваше во процесите и имплементацијата на американската надворешна политика во изминатите 10 или 15 години, ќе видиме дека Соединените американски држави како да ја препуштија проблематиката на Балканот на Европската унија, со цел повторно Европската унија да докаже дека може да ги решава проблемите и може успешно да го интегрира Балканскиот регион во сопствените граници. Меѓутоа повторно гледаме дека Европската унија како да не е доволно заинтересирана, проширувањето не е на врвот на приоритетите на Европската унија. Во одредени држави членки на Европската унија постојат различни перцепции за тоа што всушност значи проширувањето. Можеме да направиме една поврзаност со оној така наречен мигрантски бран од државите од Блискиот Исток и огромниот број на бегалци кои што беа примени во државите членки на Европската унија и често пати во внатрешно политичките полемики кај некои од државите членки процесот на проширување се асоцира со нов бран на мигранти во нивните граници. Точно е дека во процесот на проширување со државите од Централна и Источна Европа еден голем дел од граѓаните на тие држави после приемот во Европската унија, користејќи ги придобивките од членство и слободата на движење на луѓе и работници внатре во границите на Европската унија, го искористија и мигрира во западноевропските држави или скандинавските држави. Меѓутоа, доколку се направи споредба на бројот на население и евентуалниот можен негативен ефект врз економиите или стабилноста на државите од Европската унија, поврзано со проширувањето со државите од Балканот, можеме да забележиме дека навистина приемот на сите држави од Балканскиот регион не би представувала никаква дестабилизација, нити економска, нити политичка, нити безбедносна. Меѓутоа, повторно, како да постојат многу повеќе проблеми внатре во Европската унија кои што не дозволуваат проширувањето со државите од Балканот да излезе високо на приоритетите на агендата на унијата. Добро, вие одговоривте веќе едно прашање за кое што го начнавте со Кипар, дали ние како држава сме токав проблем или Балканот токав проблем за да Европа не може да го голтне тоа. Иако на пример постои една теза, нели, дека со зачленувањето во унијата ќе исчезнат и проблемите на Балканот, бидејќи сите срби, сите албанци, сите македонци, сите хрвати, сите бошњаци ќе бидат во една иста држава. И тогаш кој изворот на конфликти за тоа кој каде територијално би прекинал. Меѓутоа, тоа ќе го оставиме понатаму, најверојатно ќе треба да го видиме како тоа ќе се одвие, дали уопште ќе се случи. Сакав да прашам, сега се воведе еден од критериумите дека ќе се гледаат поглавјата 23-24 кои што се така, не дека другите нема да се гледаат, ќе се гледаат и овие. Меѓутоа тие ќе станат клучни. Дали сметате дека тука може да има голем субјективизам? И еве ќе ви кажам зашто мислам. Например, да кажете дека дали имате добро владење на правото. Како ќе го измери? Преку што? Преку колку случаи? Има ли дефинирано што значи добро владење на правото? Кој го кажува тоа? Дали ќе го измериме преку број на нерешени судски случаи или преку број на решени судски случаи? Бидејќи во едното и во другиот случај имате проблем. Ако имате брза разрешница, тоа станува збор за некако веќе аранжирање и дека зависи кој ги решава тие случаи. Има тука многу квалитативни. Каков е вашиот став по однос на тоа? Тие две поглавја не случајно беа ставени во изменета методологија која што беше побарана од Франција, беа ставени во една група на поглавја кои што ќе се отвораат на почетокот на преговорите и ќе останат отворени се до крајот на преговорите заради нивното значење и заради негативните искуства што унијата ги има со други држави во претходните циклуси, кога тие поглавја биле со таа терминологија условно затворени во текот на преговорите и после нивното затворање се забележува едно назадување кај државите кои што се во процесот на присоединување кон унијата. Односно, самите држави спроведуваат некакви реформи со цел формално да ги затворат поглавјата, меѓутоа во суштина
тие области остануваат предизвик и после формалното зачленување. Најчесто тука се мисли на Бугарија и Романија, кои што како држави кои што малку подоцна од останатите држави стана дел од Унијата, сите останати влегоа 2004, овие две држави 2007 година, но сепак се чини дека нивното влегување во Унијата беше преурането токму заради недоволниот степен на усогласување во овие области, владењето на правото, човековите права, реформите во правосудството, борбата против корупцијата. И секогаш Унијата има една стратегија да се бара имплементација. Не е доволно само да се измени законодавството, туку да се имплементира законодавството и да се испорача така наречени конкретни видливи резултати во тие области. Например, во случајот на Хрватска, која што се зачлени неколку години подоцна, тука беа ставени неколку високопрофилни случаи на поранешни или актуелни политичари или функционери, чие што изведување пред правдата беше поставено како услов за напредок на Хрватска во преговорите за членство со Европската Унија. И сега точно вашата перцепција е точно дека самото оценување би било субјективно и тие често пати се доведуваат во онаа група на така наречени политички критериуми. Затоа што потребна е една јасна методологија да се види што во суштина значи напредок. Не е потребно само усогласување со европското законодавство, туку и негово имплементирање. Ние имавме еден сличен проблем во минатото со така наречената реформа во јавната администрација. Имено не постои европско законодавство за јавна администрација. Не постојат заеднички документи како треба да изгледа и како треба да функционира јавната администрација, но секогаш реформата на администрацијата се поставува високо на приоритетите во политичките критериуми. Има различни модели на јавна администрација усвоени во повеќе држави од Европската Унија и тука бевме исправени како држава пред еден предизвик чиј модел да го усвоиме. Она што се усвои како некаков најмал заеднички содржател на сите држави, дека администрацијата треба да биде деполитизирана, при промената на власта не треба да се допираат оние професионалци внатре во администрацијата и таа да биде вистински сервис на граѓаните, да испорачува услуги на граѓаните, кои што нема да зависат од политичката ориентација и политичката елита која што е на власт. Значи, ние имаме дури и во овие области, реформата на правосудството, начинот на избор на судиите, функционирањето на самото правосудство, обвинителството, улогата на обвинителството, има различни модели внатре во Европската Унија и доколку формално се споредат начините на функционирање на овие правосудни системи, ќе видиме дека можеби во некои држави членки на Европската Унија политиката има многу поголемо влијание во правосудството отколку што има кај нас. Или пак тие реформи кои што ние сме ги спровеле пред 10, 15 или 20 години, во некои држави членки на Европската Унија се уште не се спроведени. Но тоа е оно што го зборувавме на почетокот, дека критериумите сега се толкуваат на еден начин, а во минатото се толкувале на друг начин. Она што за нас ќе биде веројатно најголем предизвик е да се воспостави систем на едно департизирано судство, кое што ќе биде ефикасно, кое што ќе биде меѓу другото и финансиски независно и на тој начин граѓаните да бидат сигурни и да имат доверба во правосудниот систем. Ние со години наназад не е тајна, имаме меѓу најмалата доверба во сите структури во државата е токму недовербата во судството. Односно, судството има најмала доверба меѓу граѓаните, токму заради сите овие предизвици со кои што се соочува и со цел да постигнеме поголема доверба во правосудството, што е поврзано со многу други области. Вие ако имате едно независно и ефикасно судство, ќе имате и повеќе странски инвестиции, ќе имате и повеќе домашни инвестиции и граѓаните ќе бидат поподготвени да ги почитуваат законите, затоа што знаат дека тие важат подеднакво за сите, што е суштината на концептот на владењето на правото. И оттаму сметам дека точно оценката ќе биде субјективна, меѓутоа ние мораме да бидеме свесни дека ќе треба конкретни резултати во таа област со цел да се приближиме колку толку до тие европски стандарди и во текот на самите преговори и уште повеќе откако евентуално ќе станеме полноправна држава членка, да покажеме дека сме го заслужиле тоа место и да покажеме дека тој процес на постигнување на независност во судството е неповратен, односно да бидеме да воспоставиме систем кој што не може
да овозможи назадување откако ќе станеме полноправна членка. Слушајќи ве вака сега како говориме, излегува дека работите кои што Европската унија ги нуди и ако ги следиме тие работи е она што всушност се вредностите кои што граѓаните ги посакуваат. Значи да имате независно судство, тоа ќе, како што рековте, создава стабилност, сигурност, не само за нас, туку и за атракција за странски инвестиции. Значи имате сигурна држава, капиталот ќе биде заштитен и така натаму. Имаме ли тогаш ние проблем што во изминатите 30 години не успеавме да се избориме, ајде да ги оставиме на страна, да кажеме, нели овие пречки кои што се надвиснуваат над нас и кои што се идентитетски, базични, екзистенцијални, она што Грција го бараше, сега што го бара Бугарија и така натаму. Имаме ли ние капацитет навистина да спроведеме реформи, онакви какви што се бара од нас, или за жал уште многу долго ќе треба да бидеме заглавени во тој транзицијски клиентилизам кој што го создадовме низ изминатите 30 години, во пракса преку кој јавната администрација ја користиме како алатка за добивање на избори и во исто време не сме способни да ги направиме тие толку неопходни реформи за да отидеме во светот по кој копнееме во изминатите 30 години. Основата на секој успех на реформите е политичката волја, односно потребно е политичко раководство кое што сериозно ќе се зафати со реформите. И јас би рекол дека не е потребна само политичка волја од елитата што е на власт, туку е потребен еден консензус, колку што е можно поширок помеѓу политичките партии и општеството, дека ние треба да направиме реформи кои што не секогаш се популарни. Имено и некои високо развиени западноевропски држави во својот политички и економски развој спровеле реформи кои што во моментот на спроведувањето и на краток рок после тоа биле болни и неповолни за политичарите, меѓутоа на долг рок дале одлични резултати кои што придонеле за еден повисок степен на економски развој и политичка стабилност на самата држава. Во тој контекст сметам дека кај нас одамна не достига тој консензус, дека ние треба да направиме суштински реформи и во администрацијата, и во правосудството, и во образованието, и во здравството, па дури би рекол и во самиот политички систем на државата, затоа што во изминатите повеќе од 30 години се покажа дека определени елементи на функционирањето на нашиот политички систем не го овозможуваат тој брз економски и политички развој кој што ни е потребен. Ако направиме една споредба со државите од нашето соседство и непосредното соседство и поширокото соседство, ќе видиме дека некои од државите кои што пред 10, 15 или 20 години биле далеку зад нас, денеска се и политички повеќе стабилни и економски многу поразвиени, што покажува дека ние не сме искористиле шансата што сме имале во минатото со цел да бидеме предводници на државите од Балканот во процесот на политичка стабилизација и економски развој. И штом ќе бидеме во можност да го постигнеме тој политички консензус за реформи, тоа ќе биде многу полесно затоа што реформите нема да се третираат како еднодневно политичко прашање. Вие доколку немате консензус за споредување на реформи, секогаш политичката партија која што е во опозиција ќе критикува оние што се на власт за спроведување на тие реформи, иако сите се свесни дека тие реформи мора да се спроведат. И тука ќе дојдеме до едно друго прашање кое што ќе не доведе до перцепцијата дека секогаш кога се во опозиција, политичките партии критикуваат определени процеси, но штом ќе дојдат на власт, ги споредуваат истите процеси кои што претходно ги критикувале. Сега доколку имаме заеднички став и консензус дека тоа треба да се спроведе, тогаш овие реформи нема да бидат дел од дневната политика и непопречени ќе можат да бидат реализирани и имплементирани. Затоа што на крајот на денот резултатите и успехот од тие реформи ќе бидат дел од успехот на државата и успехот на сите политичари без разлика кој е на власта, кој е во опозиција и најпосле ќе биде во корист на сите граѓани на Македонија. Сега штом го немаме тој консензус, мислам дека првиот чекор е да имаме една политичка волја, вториот чекор е да постигнеме еден консензус што всушност сакаме да постигнеме со тие реформи. И трето ќе биде да ги ангажираме сите
капацитети кои што ги поседуваме и во смисла на човечки ресурси и во смисла на експертиза домашна и можеби и странска, со цел да имаме една успешна реформа во сите овие области. Сега мислам дека како држава, за жал, времето ни истекува, затоа што голем дел од нашите не само млади луѓе, туку и оние од постарата генерација кои што поседуваат знаење, имаат и ентузијазам и експертиза за реформи во овие области, се одлучуваат да ја побараат својата подобра иднина надвор од државата. Тоа е резултат токму на овие негативни процеси кои што ги дискутиравме претходно и доколку ние што е можно побрзо не сватиме дека мораме да ги користиме сите паметни луѓе што ги имаме во државата, тогаш нема да имаме избор и дури некогаш во иднина навистина да постои искрена политичка волја да се реализираат реформите, прво ќе нема кој да ги реализира тие реформи и второ ќе нема за кого да се реализираат тие реформи. Доволно да се погледнат само оние демографски движења кај нас и во соседните држави, да видиме дека регионот забрзано се празни, особено се празни затоа што оние млади луѓе, образовани луѓе заминуваат во странство. И тоа е еден пораз и за севкупната политика во државата, затоа што како држава ние инвестираме во образованието, во изучувањето на овие поединци и тие тоа знаење што го стекнале кај нас го користат за развојот на други држави, а не на сопствената држава каде што биле родени и образовани. Значи, штом ќе имаме еден политички консензус и ги искористиме сите капацитети, мислам дека можеме да дојдеме до некаков резултат. Не би бил јас најголем оптимист дека тоа може да се случи веќе утре, но добро е да се надеваме дека во едно догледно време можеме да имаме некаков чекор напред во тој поглед. Надежта последно умира, ќе се согласите со мене. Меѓутоа, дали мислите дека во сегашнава констелација на односи, онака како што се поставени работите, во прашање во кои работи кои што требало да бидат испеглани не се испеглани, например внатрешни прашања кои што можат да бидат ахилова пета во тој напредок, во таа желба да напреднете, како например незадоволство на одредени политички субјекти заради етничка припадност и така натаму, да го стават тоа во функција на сопствениот инженеринг и да го пласираат како инхибиција на тоа единство и така натаму. Верувате ли дека можеме сега како што се поставени, бидејќи лично јас коригирајте ме, имам чувство дека сме заглавени во еден вртлок во кој ако нема пресек на било каков начин, тешко дека ќе излеземе, затоа што гледајќи линијата како оди до доле, како ги генерирате идните генерации, идните класи и така натаму, на црпење на нов свеж човечки капитал, кој ќе е спремен да го направи ова што вие го зборувате. Например, да, ние можеме да се расправаме по било какви прашања, ама кога ќе дојде прашањето за евроинтеграциите, тука ќе бидеме на чисто и нема да ставаме етнички прашања пред ова, па дури да се закануваме со војни и така натаму. Верувате ли у тоа дека ќе може да се најде млади сили, свежи сили, кои што ќе може да потеглат напред во еден ваков дух? Секогаш постои еден ризик дека одредени политички партии или пак лидери на дел од определени етнички заедници ќе се обидат да ги злоупотребат сите овие процеси, односно заради заштита на собствените поединечни или групни интереси да ги загрозат сите оние севкупни државни интереси. Често пати тоа е резултати на менталитетот во политиката кај нас, кога политичките партии го ставаат партискиот интерес пред државниот или пак етничкиот интерес на определена етничка заедница пред државниот интерес. И во тој контекст мислам дека проблемите со кои што се соочуваат граѓаните не постои разлика помеѓу етничките заедници, односно тие проблеми се заеднички за сите. Ние ако имаме недостаток на странски инвестиции или пак имаме лошо правосудство или пак имаме лоша животна средина или имаме лошо образование и здравство, тоа е лошо, подеднакво лошо за сите.
политичките партии на определени етнички заедници секогаш ќе се обидат да дадат некаков етнички предзнак на тоа. И сега, тука е предизвикот за самите граѓани и за гласачите да направат една разлика дали денеска во 2024 година во политичката дебата се уште има место за определени прашања кои што биле затворени пред 20, 30 или 40 години и кои што немаат ништо заедничко со проблематиката која што денес се дискутира во самата Европска Унија. Имено политичките партии треба да престанат да се занимаваат со определени, јас би рекол, средновековни прашања или прашања кои што се поврзани со процеси кои што се одамна затворени, а не носат ништо добро за граѓаните денес. Главните предизвици за нас денеска ќе биде како ние да имаме подобро образование и за граѓаните македонци, албанци, турци, роми, власи и останатите, како сите тие граѓани од сите етнички заедници ќе имаат подобро здравство, ќе дишат подобар воздух, ќе јадат поздрава храна и ќе имаат еден подобар економски развој и подобар животен стандард. Сега, повторно не сум оптимист дека тоа може да се случи многу брзо, но од некаде мора да се почне. И јас мислам дека расте свеста и кај различните етнички заедници дека проблемите со кои што се соочуваат се многу повеќе поврзани со реформи во сите овие области, а многу помалку со прашања поврзани со заштита на така наречените колективни права, кои што се исто така значени, меѓутоа нашиот устав и меѓународните конвенции пружаат една доволна заштита и граѓаните не би требало да подлегнуваат на оние лажни наративи кои што служат само на политичките партии, а не и на самите граѓани од сите етнички заедници. Сега дали прашањето е дали ние имаме можност да ги ангажираме и да ги искористиме сите ресурси, доколку ние воспоставиме јасен систем на напредок во државната администрација заснован на критериуми, например, доколку воспоставиме еден јасен систем на напредок во сите овие области што претходно ги дискутиравме, тогаш и младите луѓе ќе останат тука и ќе побараат својата шанса овде, затоа што ќе сметат дека имаат подеднаква шанса за напредок и дека политиката не би требало да има никакво влијание во нивниот личен и професионален развој во оваа држава, затоа што кога ќе се продискутира, например, со сите оние млади луѓе кои што ја напуштиле државата, причините не секогаш се економски. Дури јас би рекол и дека доминантно не се економски, затоа што се повеќе млади луѓе кои што имаат и собствени мали бизниси овде или средни бизниси, кои што се добро образовани, кои што имаат добар статус во општеството, се одлучуваат да ја напуштат државата и кога ќе се поразговара, ќе видиме дека главните причини се токму ова што ние го зборувавме претходно, дека има недоволно реформирано правосудство, дека има нејасни ставови во определени политики, дека политиката се меша во сите области премногу, дека доминираат политичките определби наместо професионалноста и дека ние како држава во суштина сме жртва на остварување на определени интереси на политичките партии, на поединци или на групи. И разликата меѓу нас, па би рекол и државите од Балканот и државите од Европската Унија или Западна Европа е тоа што во Западна Европа, например, многу малку луѓе знаат и се свесни кои се носители на високите политички функции, која партија е на власт, која е во опозиција и има една јасно воспоставена практика дека без разлика кој е на власт, кој е во опозиција, системот си функционира, бизнисот функционира и шансите за сите не се загрозени без разлика на политичката партија на власт. Додека кај нас е спротивното и тука мислам дека е најголемата грешка и на политичарите и на политичките партии кога трудејќи се да го заштитат нивниот партиски интерес, во суштина го загрозуваат државниот интерес и ги бркаат младите луѓе, фигуративно кажано, од државата. Нам ни се случува еден демографски екзодус во последните 10-15 години и сметам дека ние доколку набрзо не реагираме, ќе видиме во една многу неповолна ситуација. Тоа е проблем и за многу држави од Западна Европа, меѓутоа разликата е што тие држави од Западна Европа
соодветно на нивните национални и државни стратегии привлекуваат квалитетни кадри токму од нашиот регион. Бесплатно, веќе школувани кадри, како што претходно кажавме, кои што се спремни веднаш да се вклучат во нивните општествени, политички, економски системи, додека пак ние ќе имаме предизвик од каде дури да сакаме, од каде да најдеме кадри кои што ќе може да ги пополнат нашите места. Ние сме во кризи веќе и во пензиските системи, и во здравството, имаме недоволен број на медицински персонал, недоволен број на работници, недоволен број на земјоделци, и таа ситуација нема да се подобри, туку ќе се влошува и понатаму. Еве ние имаме еден друг многу лесно воочлив параметар, тоа е бројот на студентите на нашите универзитети, кој што во континуитет се намалува. Ние, за жал, на определени факултети и програми имаме по едноцифрен број на запишани студенти. Доволно да се погледнат и оние таблоа од средните училишта, да се види дека во многу градови, не само во помалите градови, туку и во поголемите градови, во средните училишта, на таблоата има повеќе професори отколку што има матуранти, што значи дека ние сме во една голема опасност. Често пати тоа се занемарува, но јас верувам дека со некои промени во државата тоа ќе биде малку повисоко на агендата и ќе се потрудиме прво да имаме доволен број на идни генерации кои што ќе можат да го понесат на своите плеки товарот за водење на државата, да имаме добро образование за нив и да ги задржиме кај нас. Можеме ли да веруваме дека тоа ќе се случи ако останеме со сегашните регулативи, со сегашниот устав како што е поставен, кој што апропо него, нели, заради тоа начело на уставност дека сите треба да бидат што е во ред, дека сите закони треба да бидат устроени согласно уставот, дека сите идеи и политики треба да бидат усвоени. И сега, ако тоа генерирало некакви си аномалии во изминатите 30 години, дали сметате дека не е дојдено време да се реформира сето тоа, или таа реформа, да се најде храброст, да се смогнеме и да кажеме да го поставиме на една граѓанска основа, која ќе, дури ако треба да биде ригидна, да влезе и да забрани одредени вакви партиски или да дефинира некои си работи во кои што ќе го регулирате вие тоа со закон, бидејќи знаете како некои регулативи, некои закони можеби се функционални за одредени култури, но за некои други култури бара поинаква мерка, поинаква воредна ситуација, нешто што е поригидно во споредба со претходното, за да може да се испорача ова што го велиме. Например, за да ја анулирате, не знам, етничката поделеност, да направите граѓанска основа преку која ќе дозволите и merit-based систем кој што ќе го гарантирате, за да дозволите да се случи ова. Имаме ли свест, мислите ли дека имаме храброст тоа да го направиме, или сметате дека тоа ќе биде голем ризик? Па ризик постои во сите процеси, нема ништо без ризик, како и во животот, впрочем, и мислам дека доколку се направи анализа на примената на определени концепти на политички системи кај нас во Западна Европа или во други делови од светот, ќе видиме дека не секаде се применливи сите концепти на политички системи, концепти на владење. Имено оној тип на западноевропска либерална демократија која што успешно функционира во Западна Европа со децении и со векови, едноставно не е применлива во државите од, например, Северна Африка или пак Блискиот Исток или пак во државите од Балканот. И би било поразително, имавме ние такви случаи и во некои други делови од светот, кога практично насилно се обиде да се воспостави демократија од западноевропски либерален тип, која што едноставно не успева кај менталитетот и кај традициите од определени држави или нации во определени региони. И кај нас на Балканот, мислам дека би било преоптимистички да се очекува ние да ги исклучиме сите наши традиции и сите наши елементи на менталитетот и поединечен и колективен и да воспоставиме еден, например, скандинавски модел на демократија. Секогаш треба да се земат предвид и локалните особености на концептот на владење со цел да не се доживува тоа како нешто наметнато. Затоа што
често пати е предмет на анализа таа така наречена трансформативна моќ на Европската унија и трансформативната моќ на преговорите на Европската унија. Но за некои држави кои што веќе се долги години во преговори, например од Балканот, ние можеме да видиме дека преговорите немаат никаква трансформативна моќ, односно она што се очекувало од тие држави да биде применето или усвоено во нивните општествено-политички системи од моментот на почнување преговорите, едноставно не се случило. Тоа е затоа што некои традиции во политичките системи и во општествата на Балканот се едноставно посилни и повлијателни од она што се обидува да биде наметнато од страна на Европската унија како нивен начин на владење и нивен концепт. И тоа не е случај само од овие наши соседни држави. Ние имаме пример како што е случајот на една Унгарија, која што отворено нејзиното политичко раководство со години наназад и особено во последните неколку години тоа станува актуелно, се спротивставува на начинот на владење и концептите кои што Европската унија се обидува да ги наметне, иако самата Унгарија е веќе 20 години членка на Европската унија, велејќи дека самиот унгарски систем, општествен и политички, има своји особености кои што се различни од политичките системи и сваќањата на владењето од држави од Западна Европа или пак од Северна Европа. Значи, не секогаш нивото на демократија ќе биде исто и тоа е во контекст на прашањето за уставот. Проблематиката на етничките прашања на Балканот е различна од проблематиката на етничките прашања во Западна Европа или пак во скандинавските држави. Она што можеби кај нив не представува никаков проблем, кај нас е нешто што може да биде извор и причина на многу проблеми, не само во политиката, туку и во безбедносните аспекти. И оттаму ние треба да најдеме самите да најдеме еден наш изворен начин на соочување и справување со тие проблеми, со цел да избегнеме некакви предизвици за нашата политичка стабилност, затоа што често пати, јас сум имал приликата и директно да разговарам, често пати нашите проблеми не се доволно разбрани од нашите соговорници од Европската унија, особено доколку се работи за соговорници од држави членки кои што се многу подалеку од Балканот. И ние сме исправени пред предизвикот најпрво да објасниме во што се состои проблемот и зошто можеби ние имаме различно мислење како тие проблеми треба да се решат. Еве ќе споделам јас едно искуство во процесот на проширување поврзан со нашето образование, например. Знаеме ние дека во изминатите децении во македонскиот образовен систем учеа ученици од различни етнички заедници во исти училишта и во исти училници, исти оделенија. И сега, со почетокот на 90-тите или средината на 90-тите се јави би рекол една препорака од страна на Европската унија дека различни етнички заедници треба да имаат образование во различни училишта, односно да се поделат учениците согласно јазикот на кој што се изведува наставата. И ние дојдовме до една ситуација кога во исти училишта, во различни смени, ги делим учениците согласно нивната етничка определба, што доведе до една своевидна сегрегација на нашите ученици и за разлика од претходно, тие ученици меѓусебно не комуницираат. И сега, после долги години, се појави нова препорака од самата Европска унија за воведување на така наречен интегриран образовен систем. Затоа што се виде дека претходните препораки за поделба на учениците доведоа до лоши резултати. Сега, поентата е дека не секогаш перцепцијата за нашите проблеми во меѓуетничките односи е иста кај нашите соговорници и пријатели од Европската унија и потребно е ние да објасниме дека ние си имаме своји особености и како држава и како народи на Балканот и како регион. И можеби овој концепт на еден нов граѓански устав би можел да биде некакво решение за намалување на евентуалните тензии или разлики, затоа што оние недостатоци кои што се вградени во нашиот устав во моментите на неговото донесување, затоа што се правени разни компромиси во тој период, кои што во тој период можеби и биле потребни, не го издржаа тестот на времето
и едноставно, фигуративно кажано, ние имаме едно криво насадено дрво кое што не можеме да го исправиме. Единствениот начин е можеме да го пресадиме на друго место и да продолжи да расте во еден друг вид, еден друг облик кој што ќе оневозможи негативни резултати какви што ги дава сегашниот наш устав. И од време на време ние слушаме некакви идеи, повторно тука ќе биде клучна политичката волја, консензусот помеѓу политичките партии и различните етнички заедници, дали сите ќе бидат согласни со видоизменување или донесување на нов устав кој што ќе даде еден граѓански карактер на државата со цел да се елиминираат сите оние негативни резултати кои што произлегуваат од, јас би рекол, непринципиелните компромиси кои што се прават во политичките процеси кај нас. Тоа е добра, како се вика, замисла, иако јас мора да кажам дека сум скептик и сум заговорник за тоа дека треба да има Македонија фали граѓански устав, бидејќи етничкиот создаде блокови, многу добро го дефиниравте тоа ми беше и прашањево, наместо ние да генерираме интеграција, ние генериравме блокови. Децата сега не знаат да зборуваат, не комуницираат и тоа ви е создаде, ние сме им создале услови, но ние што сакат да ги радикализираат, готови продукти само да ги оформат со радикализација. Се плашам дека како што стојат сега работиве, смената од етнички ориентиран во граѓански ориентиран устав ќе значи кршење на одредени инструменти на моќ кои што одредени политички елити ги имаат воспоставено, што може да биде да се почувствува како опасност и голем отпор кон него, но од друга страна е решение кое што можеби ќе понуди лек за дури и за евроатлантските интеграции, односно за интегрирањето, да се, например, реши проблемот, стравот, да кажеме, ајде кај, условно кажано сега, нели, водечката, се уште не знаеме дали ќе формираат влада, бидејќи во моментот дека го снимаме ова, нели не знаеме како ќе оди тоа, меѓутоа најверојатно ќе се случи. Најголемиот страв кој што го имаше, нели, ВМРО во однос на тоа е дека ќе се дадат одредени бенефити кои што може да бидат контрапродуктивни, апропо оно што ни се случува со таквиот устав. Ако имате граѓански устав, тогаш вие можете и марсовци да внесете во преамбулата на уставот, немате страв, значи не постои таквиот страв, така да би можело да биде решение. Сега оно што сакам да го прашам апропо ова. Дали мислите, постои една, да кажеме, тие се поранешни политичари, но и сега си професори, постои една тенденција дека кај нив кога говорат една група на такви политичари, дека можеби ние треба секогаш да бидеме покорни и дека треба да прифаќаме се и да голтаме она што ќе ни се сервира, оти нели немаме излез, немаме поинаков излез. Добро ли е тоа? Таму ли сме, до таму ли е дојдено во овие 30 години или проблемите лежат во се оно до сега што го разговаравме? Секогаш треба да се имаат предвид и процесите на меѓународната сцена, влијанието на моќта во меѓународните односи, економската, политичката, воената моќ на различни држави, да се има предвид каде сме ние во светот и на картата на светот, но истовремено треба да се има предвид дека ништо не е постојано дадено и дека светот е една категорија која што постојано се менува, како што можевме да видиме особено во изминатите неколку години, дека се менуваат и центрите на моќ, се менува и влијанието на определени држави, се менуваат дури и границите на држави кои што сме мислеле дека никогаш нема да се променат. И во тој контекст е најзначајно ние да имаме една, би рекол, свесна надворешна политика која што ќе се заснова на една државна стратегија за различните можности за развој на нашата држава. Точно е, ние сме како држава јасно определени за членство во Европската унија, веќе сме членки на НАТО и тоа е една определба зацртана уште во раните 90-ти години, поддржана од речиси сите најзначајни политички партии и тогаш и денеска. И во тој контекст треба да ја градиме нашата стратегија и надворешната политика и внатрешните процеси како една држава и општество која што сака да стане членка на Европската унија. Сепак ние треба да бидеме свесни дека самата Европска унија денес не е тоа што беше пред 20, 30 или 50 години и дека, како што и претходно зборувавме,
самото пристапување не е толку лесно и едноставно како што било претходно и дури и придобивките од членство не се такви како што биле порано. И во тој контекст една сериозна држава со сериозна надворешна политика, и ако ние ја задржуваме оваа посветеност на европската интеграција, треба да има изградена стратегија што ќе се случува со државата и каде државата ќе оди доколку нашата стратегија и нашиот план за членство во Европската унија не даде никаков резултат во едно догледно време. Односно, ние како општество треба да бидеме подготвени да градиме и стратегии како ние ќе се развиваме и економски, и политички, и без членството во Европската унија. Сите ние го сакаме тоа членство и работиме да се случи, меѓутоа доколку одредени процеси внатре во Европската унија или пак овие прашања билатерални кои што произведуваат вето не се во наша полза, односно Европската унија едноставно не е подготвена да прими нови држави членки, меѓу кои ние, тогаш треба да бидеме подготвени да ја градиме нашата стратегија како да одиме напред и без Европската унија. Како ќе се развива нашата економија без Европската унија, како ќе се развива нашата политичка стабилност, меѓуетничките односи, односите со соседите, односите со останатите држави од светот, пред се со постаните членки на Советот за безбедност и да бидеме подготвени дека можеби во едно догледно време, на еден среден рок, ние нема да станеме членка на Европската унија. Повторно, ние треба да бидеме посветени да направиме се што е можно за да станеме членки, меѓутоа да сме свесни дека, имајќи го искуството во изминатите 15 или 20 години, дека можеби членството во Европската унија за државите од Балканот ќе остане една недостижна цел во догледно време, затоа што анализирајќи ги овие се поактуелни изјави за создавање на некаква алтернативна форма на процесот на проширување, имено оние концепти на така наречена европска политичка заедница или пак една политика која што ќе ги вклучи во определен начин на интеграција државите од Балканот, меѓутоа без тие да станат полноправни членки, покажува дека и внатре во Европската унија има гласови кои што сметаат дека државите од Балканот можеби и не треба да станат членки на Европската унија. И тоа тие иницијативи не доаѓаат од маргинални држави или маргинални политичари во Европската унија, туку доаѓаат од сериозни држави, сериозни политичари кои што сметаат дека можеби е дојден крај за политиката на проширувањето во онаа форма каква што го знаеме. Да не забораваме дека за секое идно проширување некои од државите, како например Франција, треба да имаат референдум кај своите граѓани и сите француски граѓани на референдум треба да одлучат дали треба да се примат државите од Балканот, Македонија, Албанија, Србија, Косово или пак една Украина. И во тој контекст ние не би требало да бидеме, народски кажано, не би требало да ги носиме сите јајца во иста кошница, односно да имаме повеќе алтернативи како ќе се развиваме како држава и со Европската унија, меѓутоа и без Европската унија. Она што е за нас значено е ние да ги исполниме тие критериуми од Копенхаген и без формалното членство. Да си работиме за исполнување на високите критериуми и во правосудството, и во администрацијата, и во образованието, здравството, да градиме посериозна европска инфраструктура, да имаме повеќе странски инвестиции, да привлечеме повеќе туристи, да имаме повеќе човечки ресурси, односно луѓе кои што ќе можат да носат државата напред во иднина. И доколку членството во Европската унија дојде како еден логичен след на сите тие процеси, тоа ќе биде дополнителна придобивка и за нас и за нашите граѓани. Меѓутоа, доколку Европската унија не е подготвена за проширување, ние да бидеме подготвени да градиме нашата иднина и без полноправното членство. Васко, времето ни летна, неверојатно. Тоа значи дека ќе треба да одвоиме уште еден сет, да бидете гостин за да поразговараме за прашања кои што ни останаа. Оно што само сакам да го кажам на крај, слушајќи ве сега, значи, прво се согласувам со вас дека ние мора да продолжиме да бараме алтернативи во рамките на линијата која што е на курсот на евроатланската интеграција. И втора работа е дека треба да прекинеме со лажните флоскули кои што одредени политички елити ги воспоставија тука дека Европската унија ќе ни ги реши сите проблеми.
Имам две пријателки, едната е до Rising Star во Хрватска како пратеник, другата во Романија, и двете во исто време ми рекоа: немојте да се лажете дека Европската унија ќе ви ги реши проблемите со корупција, и обрат, напротив, вика, ќе им отвори можност на тие што се корумпирани уште повеќе да крадат, затоа што ќе има фондови. Тоа е првата работа. Втората работа е еден виц, ова што го рековте ме потсеќа на еден виц од 90-тите години, кој одеше на принцип дека Балканот ќе влезе во Европска унија, кога сите ќе излезат од неа, и најверојатно тој ќе биде новата Југославија. Се надеваме дека нема се случи тоа. Пред да го затвориме ова поглавје на да не се лажеме со Хаџијанов, кои се трите клучни работи кои што би им ги порачале на нашите гледачи во однос на евроатлантските интеграции? Кои се трите базични работи од се она што сега што го говоревме, што сметате дека е битно за да останеме доследни на овој курс? Па мислам дека едно прашање кое што ние треба да го имаме на некој начин расчистено во нашата дискусија за европската интеграција, во нашата перцепција за Европската унија, е дека и покрај се она што ние го направивме како компромис и како одстапка, со цел да направиме чекор напред, се дожива како нешто болно, како нешто што било направено како резултат на притисок од Европската унија или незините држави членки, и во етничките односи, и во односите со соседите, во изминатите 20 на години. Сепак Европската унија е нешто што може да даде големи придобивки за нашата економија, за нашите области на развој и за благосостојбата на нашите граѓани. Ние точно дека направивме многу болни отстапки, тоа се доживува негативно и во контекстот на самата популарност на Европската унија и во ентузијазмот за членство во Европската унија, имено популарноста на Европската унија паѓа и кај нас и во регионот, меѓутоа кај нас може би многу повеќе, затоа што некои процеси кои што ние ги доживуваме негативно се доживуваат како нешто што било направено под притисок на Европската унија со цел да направиме чекор напред, а ние не сме го направиле чекорот напред, односно она позната политика на условување која што е призната во Европската унија, или фигуративно се нарекува политиката на стапот и морковот, дека штом ќе имате направено успешно една реформа, ќе добиете некаква награда и така ќе се одвива секој процес на проширување, односно чекор напред на секоја држава кандидат. Сепак ние ги правиме тие реформи, меѓутоа не ја добиваме заслужената награда. И тука се раѓа таа фрустрација кај македонските граѓани и се раѓа таа негативна перцепција кај Европската унија. И точно и дека самата Европска унија сноси одговорност за тие прашања и самата Европска унија не најде начин да изнеде решение за овие состојби кои што кај нас предизвикуваат најмногу фрустрација. Тоа е кога една држава членка ќе блокира една држава кандидат благодарение на билатерални прашања кои што не се поврзани со критериумите за членство. И тоа е предизвик за самата Европска унија, би рекол пораз за самата Европска унија, незиниот кредибилитет е значително нарушен во изминатите години во целиот регион и самата Европска унија треба да поработи на подобрување на својот рейтинг и кредибилитетот и да се обиде да им објасни на граѓаните од регионот зошто всушност тие се уште чекаат пред портите на Европската унија, кога можеа држави од Централна и Источна Европа, кои што беа на еден понизок степен и на економски развој и на политичка стабилност да станат членки, тогаш зошто не можат нашите држави да станат? Ние точно имаме предизвици, ние не сме подготвени веќе утре да станеме членки на Европската унија, но сме многу поподготвени да станеме членки денес. Македонија во 2024 година е многу поподготвена отколку што била една Словачка, да речеме, во 2003 или 2004 година. Сега, тоа е предизвик и за нашата политичка елита на власт, идната власт, да ја наречеме, која што ќе треба да најде некаков баланс меѓу приоритетите за членство во Европската унија и истовремено заштита на нашите национални интереси, имајќи ги предвид сите оние фрустрации што ние како држава и како народ, би рекол, ги доживеавме во изминатите години. Значи не чека работа во тоа поле. Дополнително, како порака би било секој во својата област да се посвети, да направи, да има свој удел во европеизацијата на нашето општество и во
својата професионална активност и во делувањето во општеството, да се обидеме да делуваме многу повеќе европски, иако можеби тоа нема да ни го донесе брзото членство во Европската Унија, затоа што сите придобивки што ние ги имаме, тоа често пати сме го кажувале, сите придобивки од реформите во нашата држава ќе бидат првенствено за нас. Значи, ние не ги правиме реформите за граѓаните на други држави, ги правиме за нас и резултатите од нашето европско однесување ќе ги видиме ние. И третиот главен предизвик за нас е оно што го зборувавме и претходно, да се обидеме да го промениме менталитетот и кај граѓаните, и кај поединците, и кај политичарите, со што ќе предизвикаме една промена на институционалниот менталитет, начинот на функционирање на институциите, кој што неминовно мора да биде променет. Ние веќе имаме најава за многу реформи и во организацијата на државната управа, повеќе нови министерства или пак измена на надлежностите на некои од постоечките министерства, кои што имаат токму за цел да го променат начинот на функционирање на администрацијата и да ја зголемат незината ефикасност, затоа што самата администрација е клучна во спроведување на реформите. За тоа секако ќе биде неопходна соодветна мотивација, доверба во системот, доверба во администрацијата, доверба во власта, доверба во правосудството и доверба, би рекол, и едни во други, затоа што во контекст на што го зборувавме во претходните минути за нашите демографски предизвици, ние сме премалку да се делиме меѓу себе, треба да ги искористиме сите ресурси, заеднички да работиме и ако може би звучи преидеалистички, да се обидеме да градиме една заедничка иднина овде. Васко, благодарам на исцрпните одговори, темелни, мощни и се надевам дека ќе побудат интерес кај нашите гледачи. А вам, почитувани, ви посакувам да останете и понатаму да не следите доследно, бидејќи во Да не се лажеме со Хаџијанев носиме иновативни теми, прашања кои што се интересни, од наш интерес и за кои што всушност се обидуваме да немаме табу или пречки.